Благодарам, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувана државна секретарке, почитуван директоре, заменик директор, почитувани помошници, колеги, почитуван председател на Македонскиот политички синдикат, дами и господа. Во последниве денови од една година полна со предизвици, тука сме со нашите партнери, медиумите, за да споделиме што сме направиле, што ни останува да направиме, дали сме на добар пат во остварување на заложбите, дали сме ги исполниле очекувањата, со кои цели ќе влеземе во новата 2023 година. Бидејќи како МВР и како полиција остануваме посветени кон создавање отворена, отчетна и транспарентна институција пред граѓаните, преку активна соработка со медиумите и граѓанските организации, со активна транспарентност од просечни 59,5% во 2016 до високи 91,7% во 2022 година. За овој предновогодишен брифинг осмисливме еден поинаков концепт, кој верувам дека ќе ви овозможи малку пошироко да се запознаете со работењето на МВР во рамки на оделите во институцијата, како и на Бирото за јавна безбедност, односно полицијата која е на терен. Пресеците на сработеното и постигнатите резултати во однос на сигурноста и безбедноста, борбата со криминалитетот, одржувањето на јавниот ред и мир, спроведување на законите и чување на уставниот поредок институциите на системот, ќе ги чуете и видите малку подоцна. Главната идеја од која бевме водени за ова предновогодишно дружење беше брифингот да представува вистински одраз на внатрешната политика на Министерството во насока на градење на доверба помеѓу медиумите, а преку нив граѓаните и полицијата. Јас пак денеска ќе се осврнам само на неколку битни сегменти од секојдневното работење по кое ќе ја паметам 2022 година. На самиот почеток реков дека ова беше година на предизвици. Кризата со COVID-19 се трансформираше во друга глобална криза која не одмина, по отпочнувањето на воената агресија на Русија во Украина, со оглед на фактот што живееме во времето на брзи промени како новото нормално за светот. Имајќи предвид дека околината се менува, технологијата брзо се развива и го обликува светот, кој се базира на комуникации, размена на информации, употреба на вештачка интелигенција, климатски промени, миграции, сето тоа влијае врз националната и глобалната безбедност, па аналогно на тоа и врз креирањето на нашите и на светските политики, барајќи брза размена на податоци и прецизен одговор од сите. И со тоа сме согласни сите, како во регионот, така и на ниво на Европската Унија и пошироко. Последните месеци од годината бевме сведоци на еден современ феномен на хибридни напади, кои покрај државите во регионот, други земји од Европа, вклучувајќи ги тука и САД, Канада, Нов Зеланд, не ја заобиколија ниту нашата држава. Еволуцијата на криминалот, кој сега доаѓа без лице и без идентитет, ги брише границите, има способност во исто време да е на повеќе места. Бара поагресивен заеднички одговор. При тоа, станува збор за исклучително комплексни истражни действија, поврзани со меѓународна размена на информации и поддршка, како и со барање на меѓународна правна помош. А благодарение на вас, медиумите, на вашето навремено и брзо информирање, кои заедно со граѓаните создадовте широк фронт во кој сме сите партнери, креаторите на оваа хибридна војна не успеваат во целта да создадат паника, страв и крах на системот. Затоа ова ќе ни остане еден од врвните приоритети во наредната 2023 година. Сепак, 2022 година ќе ми остане запаметена и по неколку убави работи. По 17 години од добивањето на кандидатскиот статус, земјава ги почна пристапните преговори со Европската Унија, со отпочнување на скринингот на европското законодавство, како прв чекор во процесот, кој МВР го започна и засега успешно го реализира. И во извештајот за напредокот на Европската комисија, во делот на поглавието 24 Правда, слобода и безбедност,
чиј носител е Министерство за внатрешни работи, на моје задоволство се бележи напредок, особено во имплементација на заедничкиот акцијски план за борба против тероризмот, во борбата против трговијата со дрога, во донесување стратешки документи од областа на граничното управување и миграција, се бележи напредок и во напредување на капацитетот на финансиски истраги и конфискација на имот и во меѓународната полициска соработка. Годинава имав честа да го потпишам и договорот Frontex со еврокомесарката Јохансон на 26 октомври, тука во Скопје на македонски јазик, без фусноти, кој е првиот официјален договор потпишан помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија по започнувањето на преговорите, а овој месец со еврокомесарката Јохансон го потпишав и вториот документ со Европската комисија, поврзан токму со заедничкиот план за акција за борба против тероризмот во Западен Балкан. Нашиот приоритетен интерес за приклучување во европските структури налагаше и поголем број активности кои ќе донесат поголема видливост на државата, на меѓународна сцена и добри односи со другите држави. Во таа насока е приклучувањето кон меѓународни безбедносни иницијативи и регионални асоциации, пред се од областа на внатрешните работи, како и продлабочената соработка на ниво на полиции и институции, согласно она што предмалку го напоменав, а тоа е брза размена на податоци околу новите форми на криминалитет со кои се соочува светот. Но она што ми остана како впечаток од сите тие средби, конференции и собири е признанието на МВР и она што македонската полиција и нашата држава го добива од светот, кој не оценува не само како кредибилен партнер, туку според меѓународната заедница, Северна Македонија представува регионален лидер за соработка во областа на сузбивање на криминалот и продлабочување на безбедноста, како мост во Западен Балкан, уште една потврда за амбициозните реформи во полицијата во изминатиот период, но и успешната меѓународна соработка на земјата. Во основа не станува збор само за нивната перцепција. И статистиката говори за стабилизација и намалувачки трендови на во криминалните области. Со 6% намалување на вкупниот криминалитет, зголемување на ефикасноста на полицијата, при што откриени кривични дела од организиран криминал бележат зголемување за 40%, дури 70% бележиме зголемување на откриени дела поврзани со криумчарење на мигранти, а зголемување за 28% имаме и во спречени обиди за илегално преминување на државната граница. Одлични резултати постигнавме и во спречувањето на организираниот криминал и шверцот со наркотици. Сузбиени се вкупно 14 организирани криминални групи во кои членувале 66 лица, од кои 12 за недозволена трговија со дрога. Да подсетам, годинава МВР уништи најголема количина на наркотични супстанции и дрога досега во печките на Скопската железара. Стануваше збор за над 10 тона дрога запленета во август оваа година, до август оваа година и по основ на правосилни судски одлуки, по завршени кривични постапки и по судски решенија за незино уништување. Од нив над 8,2 тони марихуана, околу 100 килограми хероин, хашиш и кокаин, над 1000 растенија семки од канабис, како и 1,2 милиона парчиња психотропни субстанци, односно дрога која на црниот пазар би достигнала според проценките вкупна вредност од некаде 26 милиони евра. Ова се само мал дел статистички податоци, поврзани со зголемената ефикасност на полицијата, за кои сум уверен дека се резултат на направените амбициозни и сериозни реформи, како на стратешко, така и на оперативно рамниште. Така со промената на законската регулатива на двата матични закона за внатрешни работи и за полиција, ги исполнивме препораките кои произлегуваат од извештајот на ГРЕКО за евалуација на Република Северна Македонија, пети круг на тема спречување на корупција и промовирање на интегритет кај централната власт и органите за спроведување на законот, а при тоа откривме 124 кривични дела поврзани со корупција, тешки 227 милиони денари, чии сторители во најголем дел се вработени во државните институции и јавни установи и предпријатија.
На ниво на МВР донесовме и антикорупцијска програма, чија цел е постигнување на антикорупцијска култура кај вработените, градење на интегритет согласно европските стандарди, отстранување на условите за постојање на корупција во полицијата и непрофесионалното однесување. Со реформските процеси на оперативно рамниште 2022 година ја завршуваме со завидна бројка од 78 комплетно реконструирани објекти, набавени униформи и опрема за сите организациони единици на МВР, трето зголемување на платата за 5% од 1.9.2022 во период од 6 години, како и исплатени бонус плати за околу 6.000 вработени, како бонус за остварени над 150 часа прекувремена работа на годишно ниво во текот на 2021. Затоа на моје големо задоволство, сега можеме да зборуваме за висока доверба кон полицијата од 50% од испитаните во анкетата спроведена од Меѓународниот републикански институт, што докажува дека МВР е целосно реформирана демократска институција која работи во полза на сите граѓани. Ако на ова се додаде и рангирањето на државата според глобалниот индекс за мир во друштво на 36 најбезбедни држави во светот, а како најбезбедна држава на Западен Балкан, тогаш можеме со задоволство да го потврдиме овој континуиран напредок. Сепак не можам, а да не споделам со вас, дека оваа нагорна линија колку што е резултат на спроведувањето на поставените приоритети. Но ова раководство подеднаква е заслуга на вработените во целата институција, која представува гарант на безбедноста и сигурноста, но и на вас, медиумите и граѓаните генерално. Без вашата поддршка и здрава, издржана критика, без партнерството кое го градиме веќе 6-та година со вас и со граѓаните, резултатите нема да бидат ни толку евидентни, ниту континуирани. Зашто од срце ви благодарам на сите вас. Благодарам.